Ако даваме отчет, не можеме ни да ги наброиме сите проекти што се реализирани само во општина Боговиње, а не на државно ниво. Ова го истакна председателот на ДУИ и носителот на листата за пратеници од оваа партија во 6-та изборна единица Али Ахмети на вчерашниот митинг што се одржа во општинскиот центар Боговиње. Ние како ДУИ ги испрачаме овие апели за обединување на албанците во Македонија, затоа што сметаме дека следните години се многу важни. И не сме ни цинични и егоистични, бидејќи сакам да им порачам на иницијаторите на овие движења и партии во албанскиот политички кампус во Македонија да се обединат во една партија и така нека ја победат ДУИ. Но со ваква поделеност се разделува и расцепкува гласот на албанците, а јас тоа не можем да го дозволам. Ако тие излезат обединети и не победат, им честитам, но поделени и разделени не можем да прифатам, бидејќи така во минатото многу гласови на албанците беа изгубени. Тие треба да ни конкурираат нам во изборниот надпревар со визија и цел, на цивилизиран начин, а не да кажуваат изјави што се навредливи и лажни за албанците, како дека се дискриминирани и слични. Како може да се зборува за дискриминација ако над 25.000 албанци се вработени во јавната администрација? Јас имам одговорност да го почитувам и да го чувам секој глас и да го застапувам секој албанец во државните институции. Пред присутните на митингот на ДУИ во Боговиње зборува и шефот на Централниот изборен штаб на оваа партија Беким Незири, општинскиот шеф на изборниот штаб и актуелен градоначалник Хазби Идризи, како и кандидатката за пратеничка на листата од ДУИ од оваа општина Валбона Шабани.